Месецов започнува чистењето и затворањето на нестандардизираните депонии во 18 општини од источниот и североисточниот регион. Фирмата која е избрана за да ја заврши работата на терен треба да се справи со најмалку 70 диви депонии и 12 општински кои се легални, но не се според стандардите за депонирање на смет. Првата фаза опфаќа расчистување на ѓубриштата и затворање на помалите депонии и депониите кои представуваат висок ризик кон животната средина, како што се оние во Виница, Берово, Македонска Каменица и Пробиштип, а се планира и делумно затворање на Кочанската и Штипската депонија. Работа ќе има веројатно многу, зашто во моментов собирањето на смет не е секаде регулирано. Се уште за жал во Македонија не се собира 100% од комуналниот отпад што се создава од граѓаните, тука некаде околу 85%, се уште околу 15% во оние селски населби каде што нема комунални предпријатија, а граѓаните сами се сноѓаат со тоа и прават такви мини депонии. Во насока на подигање на стандардите за собирање и депонирање смет и отворање на регионалната депонија е и дистрибуцијата на специјализирани камиони и контейнери за сите општини. Пристигнати се контейнерите, следува нивното монтирање по што ќе бидат дистрибуирани до општините. Информираат од Министерството за животна средина. Регионалната депонија кај Мечкоевци, чија изградба треба да започне годинава, е проект вреден 30 милиони евра и истата треба да го собира и рециклира отпадот од 18 општини од источниот, североисточниот регион и Свети Николе. Со истата ќе управува заедничко јавно предпријатие кое веќе е впишано во Централниот регистар.